Добро вечер. Кога се зборува за новинарите и новинарството, можеби најтешко им е на луѓето од фелата да зборуваат со луѓе кои што се нејзини припадници, условно речено. Вечерва за новинарството и сите актуелни случувања во него, ќе разговараме со едно име кое што за нашата јавност во Македонија стана попознато од пред неколку години. По еден, би рекол, немил настан и случај кој што предизвика интереси во меѓународни води. Вечерва наш и ваш гостин е господинот Томислав Кежаровски. Добро вечер. Благодарам за поканата. Реков Кежаровски дека најтешко можеби на новинарите им е да зборуваат сами за себе. Да, сега еден од нас двајца ќе мора да молчи, да видиме сега кој еден од другите ќе се надборуваме веројатно. Така, новинарите секогаш имаат што да кажат и секогаш кога е нивната професија во прашање, мислат дека знаат најмногу да, и ја бранат оваа професија е таква да располагаме со одделни информации, дури некој пати премногу информации, дури и опасни информации заради што ете некој може и да заглоби во затвор. Почнавме и да дотаму отидов. Така, во најавата реков дека јавноста те запозна, можеби пошироката јавност не знаела за Томислав Кежаровски допред оној настан што се случи. За жал, тој настан направи да се заборават моите условно достигнувања во поглед на награди заради одделни истражувачки приказни и одеднаш испливав во преден план заради токму тоа приведување подоцна и судскиот процес кој што следеше, зашто бев осуден првично на 4,5 години затвор, па после на нели се преиначи целата таа работа на 2 години затвор. Претпоставуваше ли дека може да ти се случи да заработиш таква казна за напишан текст? Едноставно текст кој што е вообичаен за еден новинар кој што се занимава со оваа професија, затоа што и од него тоа се очекува, да пишува. Значи, да ви кажам нешто. Не знам, во повеќе наврати тоа го споменав досега и го споменав и со представниците на Европската федерација на новинари кога првпат дојдоа до кај нас, дека не е дека не сум се соочувал со разни закани ова од разни луѓе, но никој пат не предпоставував дека дотаму ќе оди човековиот ум да може и да те стави во затвор заради нешто што според мојот длабоко убедување, според убедувањето на колегите е информација од јавен интерес. Она кое што всушност се случи е последица на тој напишан текст кој што бил објавен пред многу години. Тоа беше текст објавен, два текста објавени во 2008 година во ноември и во декември месец. Кога лицето што подоцна, значи лицето што беше предмет на истрага беше се појави во улога на заштитен сведок 2 години подоцна. Значи кога се текстовите во прашање, тоа лице нема воопшто статус на заштитен сведок. Има по некој си судско убедување, нели, во постапката на истражниот судија дека може да се доведе неговата опасност во прашање неговиот живот и добива статус на загрозен сведок. Така да многу пати мојот предмет се менуваше осомничен заради оддавање идентитет на заштитен сведок, па кога видоа дека тој уствари не бил заштитен сведок, па после го преиначија во обвинението дека тој бил загрозен сведок, предметот многу пати повеќе пати доби трансформација, иако изобилуваше со нелогичности. Например, јас немав ниту еден контакт со луѓето, а не судеа како група. Значи, и во истражната постапка се покажа дека јас апсолутно во месеците што го прислушувале телефонот или што сум бил предмет на следење, не се покажа дека јас имам било каков контакт со луѓето. Јас не ги ни познавав. На крајот на криштата, замислете, парадокс е дека не судеа одделот за организиран криминал, а ниту еден од нас не одговараше за дело организирана група за осторничко здружување. Многу нејасноти имаше во целиот предмет, но да видиме како ќе одлучи Врховниот суд. Предметот сега, мојот дел, го обжаливме до Врховен суд, со адвокатот Филип Медарски очекуваме дека ќе имаме позитивен одговор, доколку не,
Ете го Страсбург каде. Токму тоа ми беше и прашањето. Меѓународните институции, Европа, Советот на Европа веќе дозна за случајот и Па Советот на Европа со самиот податок дека случајот го прогласи како политички монтиран, доволно кажува што всушност се случило со мене. Ако Стејт департментот и Советот на Европа кажа дека станува збор за политички монтиран случај, мислам дека илузорно е било што да кажеме повеќе од тоа. Можеме да речеме дека токму тој момент, притворањето на Томислав Кежаровски и случувањата потоа, беа еден вид пресвртница за случувањата политички во целата држава. Да ви кажам, со моето притворање со судскиот процес и изрекувањето на пресудата, не го казнија тие Томислав Кежаровски, само како Томислав Кежаровски. Од оваа дистанца гледано направија неколку работи. Прво, ме заприја токму во моментот кога требаше да ја довршам, да речем, истрагата околу случувањето, тие случувањата поврзани со скандалозната истрага околу сообраќајната несреќа на колегата Никола Младенов. Има уште низа други работи кои што почнав да ги истражувам. Значи, прво ме соприја во тој дел. Но најбитно од се, не ме казнија лично мене, ја казнија новинарската фела. Значи, тоа беше условно порака што може да ви се случи доколку размислувате онака како што ние не сакаме или некој. Повторно ќе речем, објавувањето на текстовите околу сообраќајната несреќа на Никола Младенов, зашто длабоко сум уверен дека ја прели чашата околу мене, и случајот Ореш, текстовите не се ништо друго, освен текстови кои што се од јавен интерес, за кои што јавноста мора да знае. Не можев, ниту смеев да го премолчам податокот дека во случајот Ореше заштитениот сведок, загрозениот, заштитениот, sejedno како сакате крстете го, дека е приморан да даде таква изјава, зашто подоцна и самиот тој кажа на што се бил подложен за да обвини двајца, тројца. Заштитен сведок, да, се користи во светското правосудство, во европското законодавство, но се користи, знаете како, ако е тој очевидец на настан. Не можам да бидам заштитен сведок, некого добинам само на гласини дека предпоставувам или овој ми кажа дека тој бил. Истото тоа се случуваше и околу сообраќајната несреќа на колегата Никола Младенов. Јас можев да преќутам факт дека истражниот судија, а тоа се, не знам дали ги следевте, оние фамозни сечени, лепени, крирани бомби на опозиција. Да, каде што тоа се слушна и во разговорите помеѓу Иво Котевски и тогашната министерка, господјата Гордана Јанкуловска, каде што јасно кажам и у себе дека сум бил, мислам, врз основа на моите текстови, да, се сложи и тие двајца, да, истражниот судија прво бил неискусен, првата истрага му било сообраќајната несреќа на колегата Никола Младенов, и тој не знаел како да постапи на терен. Тој воопшто и не ни учествувал во истрагата. Замислете, истражен судија. Имаше ли спомнато политички имиња на политички припадници, на функционери во текстовите? За да бидат самите да се препознаат. Некои се обидува да моите текстови да ги пренасочат во погрешен, мислам во поинаков правец. Никој пат во ниту еден текст не сум напишал дека одредено лице, припадник на таа и таа политичка структура, направил злоупотреба. Не. Секој пат сум се држал до принципите на професионалното новинарство. На крајот на криштата, ако тој направил злоупотреба, тоа не значи дека целата политичка структура се такви како него. Никој пат не можам да поистоветам политичка партија, без оглед на тоа дали е ВМРО или СДСМ, со некој кој што сторил кривично дело. Тоа според мене, извинете, ама представува греф. Значи би носел греф на душа ако речем дека
некој, на пример, дали било од ВМРО или СДСМ, сторил кривично дело и дека сите се такви како него. Напротив. Рече, ја чекаме одлуката на Врховниот суд. Што во меѓувреме се случува со Кежаровски? Немаме сознание. Вработен, невработен, статус? Статус невработен, далеко сум. Тргнат сум настана од активното пишување. Од време на време ангажиран сум во одделни, да речем, активности во невладиниот сектор, но некако ми недостасува целата оваа наша работа. Мислам дека имам што да кажем. На крајот на криштата морам да потенцирам дека ниту случајот Ореше, ниту случајот Младенов не се завршени до крај. Имам што да кажам уште. Се плашат редакциите да го ангажираат Кежаровски? Каде е проблем? Не знам што да речем. Може би тоа е одговорот на ова прашање го знаат тие. Ето, се обидувавме да разговараме на таа тема, меѓутоа нема простор. Може би ќе звучи преостро, ама во моментот дел од медиумите се во погрешни раце во делот на собственичката структура. Значи ли тоа отстранување од медиумите на Кежаровски Па не е само и Кежаровски на екзистенцијата? Не е само Кежаровски настрана во моментот. Многу колеги за кои што сметам дека професионално се извршуваат работата, дека се тргнати настрана. Во моментот се соочуваме со проблеми во новинарската фела, токму од некои кои што од разни интереси се обидуваат да се додворат на владечките структури, мислејќи дека ако пренесува информација ваква или она, мислам, онако како што некој сака да слушне, дека велите се одразува, се чувствува тоа на нас, меѓутоа едноставно не се предавам. Тоа ми е можеби една мана, да речем, во целата оваа работа, не сакам да се предам и ќе се додека не ја добијам војната, нема да се повлечам. Добивање на војната значи излегување правдата на виделина, докажување на тоа дека... Не можете да ја скриете правдината. Ета, се обидува на овој или на оној начин со обивањето на бомбите, нешто излезе на површина. А убеден сум дека не е се. Мислам, не е убеден, него веќе имам и одделни информации за кои што ајде да почекаме нека заврши делот со Врховниот суд, а после тоа ќе бидејќи тие информации ќе бидат содржани во предметот што доколку Врховниот суд одлучи негативно, тие информации ќе бидат доставени ќе бидат содржани во предметот што ќе биде во Страсбург. Во тој ден кога ќе биде подготвена жалбата до Страсбург, јас сум подготвен да разговараме на таа тема. Да видите што се е сторено плюс и во едниот и во другиот случај. Пред ќе ги почекаме одлуките на судот. Па така е најдобро, да. Така би било можеби најдобро. Некоректно од моја страна е да се коментира пред време. Да се коментира пред време, не сакам да коментирам, ќе видиме како ќе се произнесат. Сметам дека иако судството ни е на маргините, далеку на дното во последно време, меѓутоа убеден сум дека и таму има судии кои што може да пресудат по свое судијско убедување, не по убедувањето на нечија политичка структура. И сега, лошо е јас или ние како новинари тоа да го кажеме, нешто можеби слично ниво како судството е и новинарството во Македонија, токму можеби тоа е резултат на овој ефект што е постигнат со притворањето на Кежаровски и оддалечувањето на новинарите од новинарството. Незанимавање на вистински начин со професијата, туку она кое што го рековте. Значи, јас во секој мој настап не сакам да критикувам нешто што нели не е за критика, но во делот на нашата работа напишав, додека бев во притвор, и тоа претпоставувам дека се уште стои запишано на креветот каде што спиев, дека новинарот не треба да ги новинарот не треба да ги напрега очите гледајќи во магловита далечина, тој треба да го види она што му се случува пред очи и да се справи во коцет со него. Не можеме ние и ниту смееме да замижуваме пред нешто што пред нас се случува, што нешто не е објективно. Ние по правило треба да сме коректори на било која власт.
Така треба да се однесуваме. Затоа сме ние новинари. Значи дека е на некој начин направен обид да се замре она новинарство кое што е малку повеќе од вообичаеното дневно пренесување на настаните, истражувачкото новинарство, со тоа што биле направени обиди да се дознае нешто повеќе за околу истрагата за несреќата на Никола Младенов, се влијае на сите луѓе, односно новинари пред се, да не размислуваат во правец да истражуваат за одредени случаи. Значи со тоа, повторно ќе се навратиме нели на тој случај. Се прави не цензура, веќе имаме случај на само на автоцензура. Зошто? Веќе со самиот податок дека јас бев казнет на затворска казна, многу од колегите се подразмислија дали да објават некој текст. Не им требаше некој да ги притиска од озгора, што викаме. Самиот тој, што му се случи на Кажаровска и од разни причини други се повлекува. Едноставно ја крие информацијата што треба јавноста да ја знае. Имаме ние и поинаква ситуација. Ние пред известно време, пред само неколку дена, Сдруженијето на новинари на Македонија имаше апел до владата до управата за јавни приходи, да ја деблокира сметката на македонската радиотелевизија. Сметајќи дека на тој начин се врши одреден притисок врз јавниот сервис. Замислете, јавниот сервис не ја пренесе пресконференцијата. Значи, што повеќе да зборуваме за тоа? Ние не дебатиравме, не објавивме нешто што е против работата на јавниот сервис. Напротив, ние побаравме како Сдружение на новинари на Македонија да се деблокира сметката. И одеднаш имате ситуација, не ве пренесуваат. Зошто и како знаат само одговорните во јавниот сервис. На крајот на годиштата велиме јавен сервис. Јавниот сервис треба да ги пренесува сите настани. На крајот не е јавниот сервис само за оваа политичка структура или за таа. И ја плаќам, и вие плаќате, и сите ние плаќаме за тој јавен сервис да се развива. Меѓутоа некако како да стагнира, да тапка во место. Се добива впечаток дека Сдруженијата, овие на новинарите се врзуваат за политички партии, иако ЗНМ е здружение кое што има традиција. Оваа година прославивме 70 години од постоењето. И чудно е што има внатре членови кои што не се припадници, условно речено, на никаква политичка партија или не застапуваат ставови политички, новинари кои што се занимаваат и со култура, со спорт, а се членови на здруженијето. Зошто сите да се стават во еден кош, сакаат да се маргинализираат, да се отфрлат од општеството, од средината во која ќе живеат или? Ние се сочуваме воопшто кај нас дали менталитетот не е таков, кога ќе кажете дека еден новинар направил ова или она, ние не велиме, не го именуваме новинарот, па да речеме Кажаровски направил тоа, не остави ги новинарите прават. Се ставаме во исти кош сите. Дали јас, дали вие, дали некој друг. Во моментот ставовите на двете здруженија се диаметрално спротивни. Кај нас е многу лошо што омразата стана веќе не стана чувство, него тоа е веќе стана секојдневно изразена. Едни против други. Поделбата на наши и ваши, на патриоти и предавници. Во секој сегмент се чувствува. Меѓутоа се чувствува најповеќе мислам во новинарството. Има и новинари контра новинари на некој начин. Видете, да ви кажам само едно нешто, еден многу интересен податок, а тоа е дека во Македонија се случија протести, па после контрапротести. Значи имаше глумци со глумци, едните беа побара плата плюс, не плата покачување на платите или условите за работа, па имаше контра глумци кои што велеа добро ние. Ако се сеќавате, имаше од наставничкиот кадар, од образовниот кадар, едни велеа сакаме платите да бидат покачени, па се јавија контрапротести, па велеа не, добри ни се платите, ние имаме супер плати и нема потреба од покачување на платата. Само еден контрапротест не се одржа во Македонија, а тоа е новинарите кога застанаа зад Кажаровски, немаше контрапротест. Покажавме дека имаме солидарност,
дека не ни недостасува солидарноста, покажавме и за единство, меѓутоа треба да се поработи на тие, да речем, уште малку на тие во тие два сегменти и мислам дека можеме да станеме професија достојна за почит, онака како што некој пат било новинар. Не ги сметате за новинари, кога реков контра новинари, против новинари, не ги сметате за новинари оние луѓе кои што се занимаваат со професијата само заради да пренесат нечии ставови? Па не знам што да речем. Јас можам да истакнам една работа. Ми представуваше гордост кога додека бев во притвор, кога слушнав кои све застанаа зад мене, да речем во моја поддршка, и не се срамам да кажам дека навистина вистинските новинари застанаа во моја поддршка. Имаше излучни линии? Да, одделни новинари бара моја казна, меѓутоа не можам да речем дека тие ми се колеги, не можам да речем дека тие се професионалци. Воред, факт е, мислам, јас не можам ни да очекувам дека сите ќе ме сакат, меѓутоа, знаете, сакам само да ја погледнат објективно, да го погледнат објективно случајот, не водени од нечии политички интереси. Значи, објективно нека го погледат случајот и нека кажат, да, или сум виновен или не сум виновен. како би се однесувал Кижаровски кога би се свртила ситуацијата, кога слични настани би го снашле некој кој што еве? Верувајте ми, прв ќе предорам колоната за одбрана. Доколку станува збор за напишан текст. Прв ќе предорам колоната. Таму видов, додека бев в затвор, видов многу непријатни случувања. Значи, видов многу омаловажувања на лица. Ако некој пат ме повредуваше неправда, сега, верувајте ми, ме повредува многу. Значи, било која неправда, кон било кој човек ме повредува. Затоа што тамо бев сведок на кршење на човекови права во најразлични облици. Во затворот, велиме, ние се кршат човековите права денеска, па после во пример во понеделник, во среда, не, тамо од минутата во минутата имате случаи на кршење на човекови права. Тоа многу малку јавноста знае. Па знаете како е, многу малку знае заради тоа што многу луѓе тоа го премолчуваат или нема каде да го кажат. Затоа многу луѓе пак што сега се во притвор или се на издржување кazna затвор, во мене гледаат човек кој што ќе ги каже сите овие работи. Јас ако ви кажам, значи не велам Кижаровски беше во такви услови. Ќе ви кажам, тамо беше на Љупчо, Тоше, Мики, Крст, Јетон. Тамо не можевме ние да бираме дали ќе бираме македонец или со србин или со албанец или со ова. Условите во затворот се за сите еднакви. А затоа не знам што да во овој момент, ако ја начнеме таа тема, ќе разговараме до изутрина. Не би сакал за условите во затворите, затоа што темата ни е новинарство. Да ви кажам нешто, јас се обидов во тој фамозен ходник С, каде што според мене престојуваат лица кои што треба да бидат скршени. Психички. Тоа се кели со по отприлика 8 квадрати. Таму имаше и момче од Кочани. Сега се обидов, чувствував некоја одговорност да помогнам на таа институција затвор, за да ги подобрат условите во притворскиот дел. Се обидов со директорот да разговараме и по мои, да речем, канали обезбедив известна материјална помош. Знаете што ми рече директор? Дека нема време за реновирање на затворот. Имал премногу обрски, а реновирањето на просториите му е нешто минорно и последно нешто на кое што може да обрне внимание. Не најдов на достоен соговорник од другата страна да направиме нешто позитивно за таа институција. Се дојде впечаток дека луѓето таму
Не се цените како луѓе, туку како бројки. Иако е како бројка е добро, верувајте ми. Иако е како бројка добро. Ќе излеговме надвор од Ќе се вратиме повторно на новинарството, само да довршиме овој. Знаете, тамо моето присуство тамо не бев новинарист. Тамо сум веќе притворно на лице, затвореник. Јас повеќе во шега кога ќе ми се обратеа новинарот е тука. Значи тука сум само Кежаровски, ништо друго. Да ви кажам, се прекршуваат, пак ќе речам, човековите права во секундата, не во минут. Што намерно, што ненамерно од страна на вработените. Затоа што и тие имаат мака во функционирањето. Условите, лошите услови, и нив им создаваат мака, не само нас. Ние се буниме, они треба да се справат со нас. Значи, тоа е нешто што мора да го реши државата. Институциите мора да го реши. И што поскоро, час поскоро, ако го решат, тоа е добро. Престојот во тие простори треба да биде само да ме обезбедат мене, да немам контакт, нели, да не влијам врз сероци. Но тоа не значи да се однесуваат со мене како ајде можете употребам како животно. Ете, за среќа или за несреќа се најдов во таква ситуација и секој пат користам прилика да апелирам до институциите, до сите оние кои можат да помогнат час поскоро да се среди тоа. Ужасно нешто е, не можам да ви кажам. Посебно тој фамозен ходник С, пекол. Ќе се обидам јас во книга за која што наскоро ќе очекувам да излезе во печат, да објаснам низ што се минува човек во притворскиот дел. Само накусо од целиот тој животински свет, да речем, не видов желка змија и слепи миш, нели, се друго можете да најдете низ келијата. Бубалки од различен вид. Да не речем и други работи. Поред, рековме нема да бегаме од темата, ќе се задржиме на новинарството со оглед што времето полека истекува, би сакал само уште она кое што е се уште актуелно и можеби во моментов најактуелно околу новинарството. Договорот од Пржино знаеме кои беа точките за кои што требаше се разговара. Останаа избирачкиот список кој што следиме што се случува во последните денови околу појавата на оние фантомски гласачи и сега медиумите. Се чуваат како за крај. Договорот за медиумите останува нерешен. Верувам дека ќе се изнајде дури договор за избирачкиот список. Тешко ќе оди со медиумите. Тоа пак значи дека колку се клучни медиумите, колку е силно влијанието врз јавноста од страна на медиумите. Не верувам дека партијата на власт тек така ќе се опушти и ќе ги даде контролата врз медиумите. Партијата на власт велите во моментов, меѓутоа секоја наредна што би дошла на власт не би се тоа сакам да споменам. Не смееме да дозволиме веќе ова да се работи. Значи без разлика кој да дојде наред. Јас искрено не барам промена на, не викам јас дека на следните избори мора да ВМРО да замине. Само народот некако да почувствува повеќе слобода, да има избалансирано известување, да нема притисок новинарот како и на кој начин и на подготвен текст. Да мора да само да го прочита. Замислете што се случува да работам во телевизија, по факс да ми стигне што треба да прочитам, седнам да го прочитам, некој го напишал од страна. Не јас што гледам, него тој што му се причинува дека се случува во Македонија. Тоа е целата работа. Мораме да бидеме објективни. Без разлика за кого станува збор. Договор ќе има и тешко дека ќе се постигне рекорд. Сметам дека ќе има договор, но најтешко ќе оди кај медиумите. Убеден сум дека тоа е последното нешто каде што ќе се кршат копјата. Никој не сака да се ослободи од медиумите. Мислам да така да речам, да го даде
да го поклони тоа влијание. Имаме јавен сервис кој што не информира објективно. Имаме национални телевизии кои што не информираат објективно. Направете анализа, ќе видите колку тие зборуваат за едните, колку за другите, колку зборуваат за овој, колку за оној. Имаме селективно известување. Така, партиите веќе излегуваат со мерења на позитивните и негативните информирања, меѓутоа има и една агенција која што треба да на некој начин да одржува баланс. Не се случува многу тој баланс. Ние не видовме некој да биде прекорен, да биде казнат заради необјективно известување. Такво нешто не видовме. Ние имаме говор на обранса на национален концесионер и никому нешто си поминува така, емисијата си поминува како што си поминува. Јас бев предмет на расправа во таква една емисија. И навредуван и омаловажуван, дури бев представен како врвот на група луѓе, меѓу кои имаше и новинари, и политичари, имаше и од полицијата, од армијата. Бевме представени како луѓе кои што ја разнебитисуваат Македонија, а ја бев, замислете, на врвот. Од мене се почнало и јас сум тој кој што во суштина прави за разрушување на безбедносниот систем во Македонија. Па замислете ако јас тоа можам да го направам, еве условно и да, например. Па тогаш било кој малку приучен полицаец од страна да дојде, тогаш ќе не растури како држава воопшто. Бев представуван на разни начини, меѓутоа сметав дека нема потреба ниту да тужам, ниту да... Времето ќе покаже кој е управа. Значи и тоа дека Кижаровски има пишано крст, што велат луѓето, за влегување во одредени медиуми, представување на... Па верувам дека е така, инаку за случајот со новинарството во Македонија, преку мојот случај, го представија и ХТВ и Српскиот јавен сервис, дојде од Германската национална телевизија, дојде од Бугарската национална телевизија. Само Македонската радиотелевизија не информираше или информираше, има еден прилог кој што многу време после моето ослободување го видов. На крајот се покажа дека новинарот кој што го подготуваше и кој што кажа дека едва 10 на 20 луѓе се собрани на оној голем новинарски протест што беше одржан пред музеот на ВМРО, еден ден после изрекувањето на мојата пресуда, кажа дека имало само 20 на присутни. Известно време потоа се покаже дека токму тој новинар е од тефтерчето на поранешната министерка за внатрешни работи и тој е, да речем, вметнат во Македонската радиотелевизија. Не сакам да ги подведувам сите новинари во тоа. Едноставно, мојата улога во овој дел, мојата мисија е, сакам да зајакнат Издруженијето на новинари на Македонија и синдикатот како силни организации, заради тоа што преку силните организации ние можеме да продуцираме силни новинарски кадри. Се надеваме дека одлуката на Врховниот суд ќе биде позитивна, да не треба да се оди во Страсбур. Јас го поминав, тие 2 години ги поминав в затвор, на овој или на оној начин ги поминав. Сега настојувам преку контактите со колегите новинари да истакнам дека не е така страшно, еве. Здрав, жив сум, точно дека имам одредени здравствени проблеми, но сакам да продолжам и ќе продолжам со новинарството, да не се откажуваат од оваа професија, од оваа за мене племенита професија. И да бидеме стално коректори на власта, без оглед на тоа кој е. Јас она што можам и во оваа прилика да го ветаме, доколку без оглед на тоа каде ќе продолжам како новинар, дали ќе продолжам, дека секој пат ќе бидам на страната на вистината. За мене е ирелевантно која политичка партија е. За мене е важно дали тие се однесуваат коректно кон народот или некоректно. Многу е лесно да бидете вие на страната на физички посилниот. Тешко е да го одбраните
физички понемочниот. И јас можев да премолчам многу работи и ќе бев. Немаше да се случи тоа што ми се случи. Но сметав дека треба да го кажам. И стално ќе кажувам тоа што е од јавен интерес. Благодарам што одвоивте дел од времето да поразговараме на... Јас ви благодарам на поканата. Сметам дека ќе најдам и во другите телевизии на ваков интерес да седнеме и да поразговараме за состојбата во новинарството. Иако делот медиумите се некако не покажуваат интерес, но мислам дека мораме да ја зајакнеме, повторно ќе речам, професијата новинар. Да го вратиме стариот сјај на новинарството. Вие сте, можеби пред мене, не можеби сигурно, меѓутоа не морате да се сложите со мене дека не е исто како било и како е сега. Тоа е точно, во секој случај. Благодарам уште еднаш и посакувам успех во натамошното развивање на процесот што беше против вас и нормално излегување на онаа книга која што Ви благодарам. да очекувам. Да, повторно ќе речем благодарам на поканата. Во оваа пригода уште еднаш ги поздравувам гледачите на канал 8 и ви посакам и среќна работа понатака. Успешно.